Благодарам, председателе. Согласно член 77 став 2 и член 70 став 3, барам изменување и дополнување на дневниот ред на 125-та седница и барам точка 12, предлог на Законот за систем за проценка на лица со попреченост, да се тргне од денешната седница. Ќе дадам образложение зошто го барам ова. Процедура и пракса стана на оваа власт да се носат по скратена постапка закони, и тоа од 21 закон на денешната седница, 10 од нив се со скратена постапка. Како пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата сметаме дека предлог закон за систем на проценка на лица со попреченост, како сосема нов закон, не треба да се донесе без претходна длабока анализа и јавна дебата. Навистина крајно неодговорно и несериозно е нов закон со ваква проблематика да се предлага по скратена постапка, на брзина, без никаква надзорна и јавна расправа во собранието. Почитувани граѓани и колеги, власта предлага закон за систем за проценка на лица со попреченост, а не ја консултирала стручната јавност и организациите на лицата со попреченост, кои најдобро знаат ни што поминуваат, како навистина живеат и со кои проблеми се соочуваат. Вчера имавме средба со дел од Сдруженијата на лицата со попреченост, кои ни укажаа на бројните пропусти и забелешки по однос на овој закон. Една од забелешките е дека лицата со Даунов синдром се повторно изоставени со овој закон. Друга забелешка е дека овој закон само 1% се однесува на лицата со попреченост и дека се друго се однесува на лиценцирање и буџетирање. Тоа значи дека по изгласување на законот истиот стапува на сила 18 месеци од денот на неговото донесување, освен одредбите од третиот дел, кои се однесуваат токму на давање лиценци. Со ваквата примена на законот, очигледно е барањето за негово донесување, затоа што лиценци ќе добиваат исклучиво лица блиски до сегашната гарнитура на власт. Поради тоа, како пратеничка група на ВМРО ДПМН, бараме повлекување на овој закон и организирање на јавна расправа на која ќе земат учество сите засегнати страни, ќе се донесат заклучоци на основа на кои ќе се изготви ново законско решение по редовна постапка. Само во таков случај законот ќе биде од вистинска полза за лицата со попреченост, а не да се штитат партиски интереси. Благодарам.